Се раситнува парламентарното мнозинство откако Изет Меджити, предводен со огнената група, најави опозицијско делување. Сега парламентот, односно парламентарното мнозинство брои 61 пратени. Во исто време се најавува, односно започнува процедурата околу уставните промени во државата, во пресред на идејата бугарите да бидат внесени во преамбулата. Во ово издание на Трилинг, мој соговорник ќе биде Ерол Шакири, новинар, уредник, колумнист. Шакири, оваа недела можеби одбележа, еден од настаните кои ја одбележа беше апсењето на една група од 15-тина инспектори, политичари, бизнисмени, меѓу нив и еден од челниците поранешни можеби на Дуи Гури, кој сега важи за близок до така наречената огнена група на Изет Меджити. Дали ова Али Ахмети се обидува да демонстрира моќ и да го амортизира ударот од така наречената огнена група, или во исто време се обидува Дуи и власта да покаже дека нема селективен пристап во однос на битката против корупцијата и криминалот? Па Гораз, моментот, знам дека толкувањето и интерпретацијата може да биде таква, моментот од иземањето на Изет Меджити од Дуи и ова соопсењето што се случи може да се интерпретира како да, тоа е демонстрација на некаква моќ на Али Ахмети, меѓутоа не можам јас да коментирам за такви работи кога постојано тврдам дека и сите тврдиме и сите знаеме дека тоа се посебни власти кои не треба да се мешаат едни со други. Само и навистина не можам да дам коментар на тоа, пошто тоа би значило ако така работиме, тоа значи дека судството е под директно влијание на власта. А за тоа без конкретни докази како новинар не можам навистина да коментирам. Само би додал дека предметот на Исмет Гури за изборни нерегуларности во Чаир не е од сега. Тоа е со години тој предмет се влече. Исмет Гури беше, ако се сеќавате, имаше предмет за изборни нерегуларности во Чаир. Тој истиот човек зашто беше и осуден. За тоа што беше и осуден. Значи тоа не е од сега. Изет Меджити се повлекол, па сега апсењето. Тоа е процес кој трае со години више. Сега дојде до реализација. Сега моментот се најава наводно окрупнување на албанскиот блок со алтернатива, Беса, огнената група. Дали тоа е всушност обид сите против Али Ахмети и Дуи? Па најверојатно ќе има такво прегрупирање. Најверојатно и самиот Изет Меджити потврди дека е во постојан контакт со Беса и алтернатива. Се очекува после формирање на неговата партија, на неговото движење, се очекува окрупнување на таа опозиција. Во меѓувреме да видиме и во алтернатива се јавија некои незадоволства внатре партијата од раководството, да видиме таму што ќе се случи. Меѓутоа да, мислам дека на наредните избори, кога и да се, Изет Меджити ќе биде во коалиција, предизборна коалиција со Беса и алтернатива и така ќе настапи. И сега останува на другата страна што ќе се случи. Не гледам, ако тоа се случи, јас мислам дека на другата страна логично би било и мислам дека така ќе се групираат Дуи и Алијанса да настапат заедно, затоа што не гледам во еден таков момент Алијанса да настапи сам. Оно што помалку се забележува во јавноста е дека се шири опозицијскиот фронт. Мицковски, лидерот на ВМРО-ДПМН, вели избори сега, не поддржуваме уставни промени. Од друга страна, Изет Меджити и оваа група околу алтернатива и Беса исто така се критички настроени околу начинот на кој владата ја практикува власта. Колку во овој контекст парламентарното мнозинство е стабилно? Јас мислам дека и со самата бројка од 61 не гледам дека е нешто проблем за функционирање на владата и парламентарното мнозинство. Се работи за тоа кога ќе се договорат само да бидат наредните избори. Ако продолжи ситуацијата ваква каква што е и ако опозицијата не гласа за уставни промени, не гледам да има избори до регуларните од 2024. Не гледам причина зошто. Уставните промени влегуваат во собраниска процедура без поддршка на опозицијата.
Сметате ли дека може да се протурка идејата и намерата бугарите да бидат внесени во преамбулата? Јас ќе бидам оптимист до крај. И навистина не верувам, туку се надевам дека сепак ќе провладее разумот на крај, колега. Се направи навистина една фама за бугарите. Зошто еви опозиционерот Мицковски искочи дека тој предлог, текстот не е неприфатлив. На која основа е неприфатлив тој предлог? Што е таа фама што направивме сега со внесувањето на бугарите заедно со другите? Дали ако интерпретираме понатака за формативниот дел на уставот понатаму, кои ќе бидат консеквенциите од внесување на 3000 официјално запишани бугари кај нас? Па еве и вработување за 3000 бугари, така? Па тие се луѓе кои живеат тука и најверојатно 80% од нив се веќе вработени. И сега со регистрацијата, со последниот попис се декларирани како бугари. Се направи таа фама дека ова е поразително за нашата држава. Покрај сите работи што ги поминавме, покрај најболната работа што поминавме, промена на уставното име, сега ние сами да се закочиме овде на овој пат, на овој европски пат и да останеме чир, да останеме во група на Балканот со еден Додик, па и еден Вучич, тоа ќе ни се случи. Зошто? Тоа треба да го објаснат од таа страна. Со наративот дека може нешто подобро да се испреговара во иднина, тоа ја мислам нема теоретски шанси. Само ќе си го земеме примерот со уставното име, како беше. Имавме понуда тогаш да се реши, 2008 година, имавме понуда на маса, не ја прифативме, тогаш владата на ВМРО и ДУИ, не ја прифативме, завршивме со промена на име Ерга Омнес. Тогаш не беше Ерга Омнес на масата, така? Меѓутоа, завршивме со тоа. Може ли истото да се случи сега? Пошто наративот на опозицијата е не, ова е лош договор, бугарите ќе не уценуваат секогаш. Па еве и нека не уценуваат понатаму, да речеме, кога ќе почнат кластерите. Имаат за све може да се постигне договор. Ајде да видиме понатаму што ќе биде. Са ни доаѓаат и господинот Габриел Ескобар и представници од Европската унија да ни кажат дека дечки тоа е тоа. Сега работате во вас, нема понатамошни услови од страна на Бугарија, продолжете. Шекири, една ваша поодамнешна колумна пишувате: време е ВМРО ДПМН да се извини прво на македонците, а потоа на сите останати. Мицковски сака да гласа за уставните промени, но од позиција на власт. Да. Тоа беше моје тврдење и до ден денес мислам дека е така. Впрочем, првата пресконференција после лидерската средба, односно после средбата Мицковски-Ковачевски, беше тоа дека добро, ќе влеземе во власта и ќе ги гласаме уставните измени, поделба на министерства од делот на СДСМ. Потоа СДСМ се разбира дека го искористи тоа што е очекувано, го искористи тој наратив да каже дека еве не е тоа со што ги плашиме граѓаните за бугарите, еве и ВМРО ќе биде. Се надевавме дека тој процес, тие ќе останат ВМРО во тој процес, меѓутоа се повлекува кога видел каков е наративот. Зошто Мицковски не би му го оставил жешкиот костен, односно прашањето со Бугарија да го реши докрај, туку тој да го најде компромисното решение со официјална Софија? Па не, тој според мене, може би грешам, јас мислам дека секогаш сака да се искористи максимално, да се добијат политички поени максимално за наредните избори, кога и тие да бидат, нормално секоја партија сака да присвои што повеќе гласачи, така. И сега со една според мене тоа ќе беше идеално, да речеме Мицковски да прифати тоа, да биде дел од владата и да биде дел од една одлука, конечно да се собереме заеднички ова општество, заедно да биде заедно да се одлучи нешто кога се работи за еднината на државата. Потоа следат избори. Мицковски повторно може да продолжи со истиот наратив. Затоа што исто така јас и во таа колумна напоменав дека мислам дека гласачкото тело на ВМРО ДПМН е многу стабилно гласачко тело. Ја мислам дека нема апсолутно да направи никаква разлика доколку Мицковски ги подржи уставните измени сега официјално, како ВМРО ДПМН ги подржи уставните измени. ВМРО секогаш има 300.000 гласачи. Погледнете натаму во историјата од 90-та година па натаму.
Единствената разлика на избори што се случува кај нас е гласачкото тело на СДС. Колку СДСМ може да изведе? Дали тоа значи дека дури ако Мицковски ги подржи уставните промени, кога и да бидат изборите, ВМРО-ДПМН ќе победи? Моментално како што стојат анкетите, ја мислам дека ВМРО ќе освои повише гласови. Се прашањето е на формирање на влада. Нели се ВМРО почна со наративот дајте ми 61 пратени. 61 ја мислам дека е нереална бројка. Сега колку ќе освои и кој ќе биде од другата страна, дали може да формира влада, тоа ќе дое моментот. Знаете, ВМРО-ДПМН победи и покрај сите тие снимки што искочија тогаш, така наречени бомби, ВМРО-ДПМН ја освои највише гласови. И тука настапи Али Ахмети кој ја прекина тој така наречен мајски договор. Зашто? Затоа што сфати дека више и албанците беа фрустрирани во една таква коалиција, каде Ахмети изгуби тогаш 50-60 илјади гласови, само поради фактот што не излегуваше од таа влада. И нормално, координација, може би притисок, ако сакате да го наречете притисок, Али Ахмети се одлучи да не коалицира со Круевски ВМРО-ДПМН. Што е за вас патриотизам? Да ја внесете државата во европското семејство или да ги браните националните интереси со вокабуларот дека некој се обидува да ни наштити врз националните јазични и културни атрибути? Па не мислам дека бранење на национални интереси е ова статус кво и блокада. Мислам дека бранење на национални интереси е токму спротивното. Да влеземе на тој патот на Европската унија. Све се тоа според мене небулози кои се шират, се ширеа намерно меѓу народот. Загрозен е македонскиот јазик. Каде е загрозен македонскиот јазик? Па ете, целата Европска унија викаше македонски јазик, заведени во Обединети нации македонски јазик. Каде тоа беше загрозен македонскиот јазик? Договорот за Фронтекс на кој јазик се потпише? Нема фусноти, нема звездички. Македонски јазик. Зошто опозицијата не го гласаше? Искочи од парламент. Зошто не можеме еднаш единство? Еве и вчера во парламентот се гласаше за законот за македонски јазик. Повторно опозицијата не гласаше. Зашто не може да се собереме и околу тие закони кои се за доброто на сите, па еве пред се македонците. И тоа е. Каде не води ова поделба и омраза меѓу народот? Вие уште една колумна зборувате, односно пишувате, за монополизација на патриотизмот. Да. Да, ВМРО-ДПМН направи една слика, една представа дека тие се единствената политичка партија која се бори за македонскиот народ. И тоа е малку, ја мислам, нечесно. Тоа доаѓа дека другите македонски партии не си го сакаат својот народ или не си ја сакаат државата. Или како да го интерпретираме тоа? Како единствени бранители на правата на македонците, односно на идентитет, што и да сакате, е ВМРО-ДПМН. Така се презентира. Тоа е монополизација на патриотизмот за која пишував и за тоа се има пишувано милиарда примери во историјата. Меѓутоа, из призма на тој така наречен патриотизам се правеа другите работи што се правеа. Изговор беше секогаш дека ги браниме и интересите на државата. И сега другите се против. Затоа има една разлика која говорам јас. Да се биде политичар, се има разлика политичар и лидер. Лидерот некогаш носи одлуки кои се спротивни на сентиментот на јавност. Меѓутоа мора да се донесат, тие се тешки одлуки, мора да се донесат. Затоа се таму поставени. Како беше со името? Зошто, да речеме, и во дискусија со луѓе од ВМРО-ДПМН во приватни дискусии, некои од нив се свесни и признаваат дека ќе беше многу подобро ВМРО-ДПМН да го решеше спорот со името тогаш, за да не завршиме со ерга омнес. Меѓутоа тоа не се случи. И потоа се направи тој, еве, уште еден пример ќе земам, се направи консултативен референдум, така? Кој беше консултативен беше. По чему бојкотот? Зошто бојкот? Ајде да го видиме, значи, како ќе се изјасни народот. Да или не, беше просто. Зашто да се бојкотира? Беа свесни дека бројките немаше да испаднат по нивна корист, односно не, имаше повеќе да отколку не, и тоа според нив им даваше легитимитет на промена
на уставното име. И таа промена на уставното име мораше да се случи, тоа не внесе во НАТО, тоа беше тешката работа што треба да направим. И како лидер мораш некогаш да ги направиш тие работи. Макар и да се на твоја штета. Пошто ти си, ако велиш дека си служиш на граѓаните и работиш во интерес на граѓаните, мораш да ги носиш тие одлуки. Па макар и после изгубил избори. И тоа не се случи. Шакири, на крајот, од каде тој анимозитет и стриктно не за евентуална соработка помеѓу Мицковски и Али Ахмети? Сега? Па тоа не е нешто ново, тоа секогаш, видете, дуе на власт 20 години, така? Вклучувајќи во времето на Никола Груевски? Така. И јас ви кажувам, една од главните причини што Дуи изгуби 60.000 гласови тогаш беше од предолгото коалицирање, предолгото обстојување во таа влада. И ако се сеќавате, и во времето на Заев се почна една реторика против Дуи и видовме како тоа се заврши. Затоа што реално гледано можеби денеска е Дуи неорганизирана партија, баш поради фактот што 20 години се веќе на власт. Се обидува и албанската опозиција да се користат со некои наративи, односно да почнат пробаа да го победат Али Ахмети во неговата игра. Меѓутоа тоа беше исто така сосема погрешно и видовме како резултираше. Сега ќе видиме како ќе биде на наредните избори. Меѓутоа се трга повторно во една таква кампања, веројатно се калкулациите дека ќе може ВМРО да освои толку многу гласови што ќе му бидат потребни само малку неколку пратеника од албанска страна и тие очекуваат најверојатно тоа да се случи во опозицијата. Меѓутоа тоа ќе дојде до наредното прашање, потоа ако ВМРО не ги гласа уставните измени и се закочиме ние во овој процес и останеме чир на Балканот, нели спротивно на декларираните интереси на албанците, евроинтеграциите, како тие политички партии би коалицирале со ВМРО ДПМН пред своите гласачи, пред својата јавност, со што би се оправдали ако ова не помине. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам вас.